Ако психијатрите се вакви, психолозите и овие коучеви што излегува денеска, што прават тие? Значи тие одиме во една друг аспект, прават пари онлайн. Кога јас видов една моја колешка на социјалните мрежи која што се работи слично, иако не би можела да кажам дека е слично со незината работа, затоа што тие шират лаги и невистини и најчесто е лажно знаење. И Библијата кажува тоа во последните времиња ќе настанат многу лажни учители кои што ќе го залажуваат народот и сите овие психолози, коучеви и така натаму современи што излегува, па до нутриционисти, до автошколи, до јога школи, би ги вклучила сите оние курсеви кои што се даваат онлайн, продаваат лажно знаење, оддалечено од суштинското, вистината. И паралелно покрај тоа го перат народот, буквално го перат за пари. Значи, го цица до последната паричка да треба и на рати да плаќа и да му ги земат сите пари на крај да не му ја даат суштинската вистина и знаење, туку тоа е направено исклучиво заради материјализам. И така, оваа колешка која што ви велам јас, значи програмот неизин на времето уште пред 2-3 години, кога го почна, беше околу 6100 евра, да истиот програм без измени секоја година расте, и тоа следната година кога видов тоа беше пред 2 години беше 12.000 за една година, значи смената цена. Последна година, значи лани беше негде 16.000, за денеска да стане 26.000. Значи од 6.000 на 26.000 ист програм кој што е непроменет. И она живее од тоа и заработува од луѓе, значи од прости луѓе кои што сега извинете вака, Бог не сака да нарекуваме никој и да навредуваме, меѓутоа стварно тоа се неуки луѓе кои што не се свесни дека всушност само им се зимаат парите, им се перат мозоците и ништо немаат никакви реално на долгорочно ниво промени, затоа што тие понатаму продолжуваат да живеат според одредена едукација, ама да се оддалечуваат од Бога. Тука исто ги спомнав автошколите, јас сум изгорена од автошкола, каде што ти ги зима парите, као наводно попусти дава, од друга страна едукацијата и односот во колата со клиентот, односно со возачот е катастрофална, на крај да дојде до степен буквално да ти исцица цела енергија, значи нема, тоа е човек кој што е наклонет на таа црна сила и буквално во тој процес пробува да ти ја одземе цела душевна енергија. Значи тоа се цицачи, не знам како енергетски вампири кои што пробуваат преку човекот да го јадат со некои негативни теми, со површни муабети, со одбегнување на работата генерално, со некои теми за кои што едноставно само тие трошат енергијата. Тоа се тие луѓе кои што се наклонети на зли сили и они не се ни свесни дека се водени од овие црни ентитети. И ваквите ќе те прават будала, ваквите ќе ти ја одземат цела сила, ќе те докрајчат и духовно, и енергетски, и финансиски. И на крај да си речеш по овој свет е мизерен и нема смисла. И навистина луѓето затоа и доаѓаат до такви ставови и заради тоа што на некој начин се влезени и зависни во тој систем, буквално те докрајчува и психички и екзистенцијално. Да не можеш да издржиш веќе.